студиото на Здраво Македонија по 9 часот на гости ни доаѓаат Елвир Садиковиќ, подпредседател на Македонската асоциација за туристички водичи, доктор Дане Неделковски, специјалист по општа и абдоминална хирургија, и пејачот Александар Тасевски. Останете со нас до 11 часот. Продолжуваме со Здраво Македонија и секако со разговори во студиото со нашите гости кои што можете да ги видите во најавата. Секако ќе си ги представиме уште еднашка. Полно гости, студио со гости, секако ќе запееме малку како за петок и да го заокружиме ова утринско дружење за оваа работна недела. Ќе имаме убави теми, затоа останете со нас. Во овој дел ќе бидеме заедно со вас, со мојата драга колешка Милена. Милена, добро утро. Верче, добро утро и вака пред цела македонска јавност, пред нашите гледачи. Убаво кажа, полно студио. Малку ќе посветиме внимание на здравје, малку ќе позборуваме за туризмот, нешто што исто така важно. А што е најважно за сите нас, малку да заборавиме на секојдневието музика. И ќе пееме и ќе свириме, бидејќи имаме тука еден млад дечко кој што носи хармоника и тука до мене, така што ќе биде интересно сигурно. Така е, музиката е лек за душата како што била, така да убаво ќе си се расположиме и ние овде, а и вас, почитувани гледачи, покрај малите екрани. Како што е редот, уште еднашка да им посакаме добро утро на нашите гости. Веднаш до мене е доктор Дане Неделковски, специјалист по општа и абдоминална хирургија. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Така, ја верувам дека е убаво утрински малку поразличен амбиент од она кој што вие сте навикнати од ординација, но верувам дека убаво ќе си поминете. Точно така, тука сме да кажеме нешто за оно што е моје секојдневие, што работам цел живот и продолжувам. Така, информација за здравјето никогаш не се на одмет и секогаш се добре дојдени. Чак што више треба да ги има уште повеќе за да се подигне свеста кај луѓето, се со цел да се фатат болестите во раниот стадиум, кога оздравувањето е поголемо и трошоците финансиски се помали. Така. Веднаш до вас ни е Елвир Садиковиќ, подпредседател на Македонска асоциација за туристички водичи, кој што на некој начин ни пријател, често пати се гледаме дали тука, дали со некој прилог, но верувам дека и ова утро убаво ќе си се дружиме и ќе си позборуваме на актуелни теми, веќе сезоната не е во ек. Точно, добро утро вам и благодарам за поканата. Навистина прекрасно се чувствувам во вашето студио, секогаш сме добре дојдени и секогаш Канал 5 и во нашите заложби за да кажем решавање статусот на туристичките водичи и за подобрување на таа туристичка слика на градот Скопје секогаш не излега во пресет, така да имаме зашто да имаме зашто да разговараме и навистина ви благодарам уште за поканата. Така, и веднаш до вас ни се оние момци кои што ќе ни го разубават ова утро со убава песна. Александар Тасевски, добро утро за тебе. Добро утро до вас и добро утро, поздрав за сите гледачи што не пратат ова утро. Така е, ти си доста познат во јавноста по она кое што си го работиш, па и ова утро верувам дека како што кажав, не расположите со твојот колега кој е веднаш до тебе, Димитар Стојковски, кој што е хармоникаш и еве кој што ова утро на некој начин ќе ни го направи на сите поубаво, да ќе слушнеме хармониката и звуците. Така е, добро утро и ви благодарам на поканата. Дите за музичарите верат дека тешко им е станувањето наутро, но ете кога нели кога Александар толку насмеан, што ми личи дека си е наспан човекот. Не знам сега, можеби сте имале некој настап вчера, но изгледате одлично. Било лето, па малку повеќе настапи има и Па добро, обично после викендот, можеби понеделнички кога ќе почнеме, кога ќе фатиме неделата, ми е така малку потешко за станување. Што е нормално сега, различно е работното време. Преку недела јас лично сум си одморен, вчера немав некој настап, немав свирка за Димче. Обрат. Не сум сигурен. Меѓутоа, секако тој секогаш си е спремен. И хармониката си е секогаш до него, нели? Да. Младо момче, свежо, има енергија, нема гај. Тука си е до Милена, која песна треба, само ќе кажи, нема проблем никаде. Да, имаме нарачки, сигурно сите имаме по некоја нарачка омилена песна. Еве кога веќе го споменавме тоа, доктор, имате ли вие некоја омилена песна како што сакате да си ја нарачате за своја душа? Јас сакам музика во секој случај. Затоа
Одам и по кафани, не знам кој Сигурно нивниот сте се репертоар. погодиле во некоја кафејана, За некогаш да знам. нарачаме нешто. Само кажете песна. Све ќе биде Само исполнено. кажете во која кафана свирите. Нема Пејачите да има секогаш се проблем. подготвени за сите жанрови. Се Така си е. знаат. Така, добро. Доктор Дане, со вас ќе позборуваме на тема дебело црево. Па, која е причината за нервозно дебело црево, а која е причината за воспалено дебело црево? Причина, овде сме за да збориме за дебелоцревен карцином. Така. Ракот на дебелото црево. Воспаленијата се друг тип. Воспаленијата се има автоимуни и неавтоимуни, хронично воспаление на дебелото црево и така дале. На база на автоимуните заболувања, како што е улцеративниот колит и кроновата болест, може да се развие и карцином. И заради тоа треба да се води сметка, редовно да се контролира, терапија да се зема и така натаму. А за обично хронично воспаление на дебело црево причините се мултифакторијални. Пред се зависи од начинот на животот, на современиот начин на живот, динамиката на животот, кој што ја пореметува, да кажеме, биолошката функција на дебелото црево. Значи, како што нормално јадеме и пиеме, така и дебелото црево нормално функционира и треба редовно да се празни. Основниот проблем на современиот начин на живот е пореметување на нередовно празнење на дебелото црево. Тоа е она што Обстипација која што обстипација, хронична обстипација како резултат на хроничен стрес кој што е денес многу често во развиените земји, затоа и карциномот е често во развиените земји заради пореметување на празнењето на дебелото црево. Дали тоа е една од причините обстипацијата како причина која може да Тоа е доведе една од најчестите причини. И затоа го има појава на карциномот во епидемиски размери во развиените земји, пореметувањето на празнењето на дебелото црево. Со храна ние обично внесуваме обична природна храна, меѓутоа се повеќе во трговиите се наоѓаат храни хибридни производи кои што заради економски причини да се трошат што повеќе и повеќе, се употребуваат разноразни хемикалии за побрзо растење, за зголемување на плодот, за спречување на разни природни болести, разноразни пестициди и така дале. И тоа е слично. И пустот тие ја нарушуваат. Тие се прскаат, меѓутоа сите пестициди што се употребуваат во храната за зголемено производство на храна, за поголем профит, се еден дел од нив се задржува и на самата храна и во самата храна, преку земјата, преку коренот, доаѓа до самиот плод, така да ние добиваме на изглед убава, здрава, свежа, светла храна, меѓутоа она си ги има тие. Сега, кога имаме современ начин на живот, поради динамиката, трчање ваму, трчање таму, состаноци ваму, состаноци таму, човек свесно го сузбива рефлексот на празнење на дебелото црево. Тоа е дефекација, еден од најсложените рефлекси во човечкиот организам и задржување на токсичната храна, остатоците од храна во дебелото црево подолго него што би требало нормално да биде тоа, да кажеме, некои 24 часа, 2-3 дена се тоа дава можност да канцерогените ефекти на сите овие супстанции што ги употребуваат во земјоделието, во современото земјоделие, да делуваат и да доведат до мутации, генски мутации, кои што понатака се развиваат во карцином. Така. Затоа луѓето обична популација
не води сметка, затоа се потребни овакви емисии кај што треба да се врши популаризација на свеста да се подигне малку. Свеста здравствена, да редовно одат на прегледи. Тоа е во прашање дебелото црево, кога имаме најчесто, тоа е колоноскопијата, од која луѓето се плашат субјективно, затоа што тоа не е нешто страшно, мора да се направи. Дали е колоноскопијата е болна? Не се ни појавуваат луѓето на лекар, затоа што е тоа, да кажеме, вегуваме во интимната сфера на секој човек, поинтимно празнењето на дебелото црево, поинтимна работа дури и од нормалното сексуална активност. И заради тоа се луѓето доумат дали да отидат, нерадо. Тоа е последно нешто кај што би отишле да се пожалат. На никого не се фалат. Секој ќе се пофали дека имал романтична ноќ или добар одмор и провод и сето тоа, меѓутоа никој веројатно не би се пофалил до сега дека имал успешно празнење на дебелото црево минатата недела 3 секој ден и така дале. Исплашени кога станува збор за такви прегледи. Заради тоа не треба да се има двојба, тоа е физиолошка работа како и секоја друга физиолошка работа, потреба, секојдневно што го правиме. Една реченица само ќе ја кажам од професорот Криво Капич во Белград искажана пред 15 години, кој кажа како излезе наслов во вестникот Блиц, како избечи неумрити од срамоте. Значи, луѓето се срамат да зборуваат за функционирањето на дебелото црево и ги занемаруваат симптомите кои што се јавуваат, кои што ги имаат, а кои што не се за занемарување, затоа што нередовно празнење на дебелото црево доведува до нервоза, анксиозност, пореметување на нормалното однесување во однос на другите луѓе и така. Да, добро, ќе се вратиме подоцна и на таа тема. Господине Елвир, како што кажавме, во почетот на туристичката сезона, пред некој ден и македонското село не е отворено, па кои странски гости ни се најчести посетители и како вие оценувате почетокот на оваа туристичка сезона која што имаме? Можеме да кажеме дека е почеток на туристичка сезона, меѓутоа сезоната веќе одамна е почната. Верам, зашто го велам тоа, бидејќи во минативе 15 години повеќе пати изјави во медиумиве, а и веќе сите и знаеме дека Македонија стана многу интересантна дестинација и ние сме дел од тие кружни тури кои што ги имаме низ Балканот, така да веќе можам да кажам дека уште пред неколку месеци почна туристичката сезона. Кога да речеме сега, ако зборуваме дека генерално мислиме дека започнува во јуни, всушност започнува во март, почетокот на април, пред Великден. Веќе ние дури по празниците, по велиденските и по водици можеме да кажеме, веќе имавме првите групи кои што дојдоа во државата. Од каде доаѓаат најмногу? Милена, моментално имаме најповеќе од Република Турција. Од Турција? Од Турција, да. Така? Од Турција имаме најповеќе, во смисла, бидејќи тие се дел од тие, да кажам, најголемиот број од тие кружни тури. Што најмногу сакате да видат тие што доаѓаат од Турција? Прво, морам да кажам дека тоа се наши селеници. Дел, значи, од нашите селеници кои што живеат тамо, кои што се по потекло од Македонија, нормално дека поголемиот дел се турци. Меѓутоа, можам да кажам дека и секако се поврзани со нашава држава. Значи, потекнуваат од тука дали родбинска врска, дали некоја друга врска, доаѓаат, посетуваат. Меѓутоа, проблемот во тоа што во нашава држава остануваат само 2 дена. Значи, тоа е дел од тие кружните тури од програмите кои што продолжуваат потоа на друга. И продолжуваме, значи, еве јас ви кажав и преска, значи ние групата во тие 2 дена само Скопје се посетува? Не, Скопје и Охрид. Апсолутно дека тука паѓајќи, значи од Скопје се иде преку Тетово,
Значи се посетува Шарината џамија, апсолутно како еден многу значаен културно-историски споменик, кој што е, можам да кажам, и самите турци се воодушевени бидејќи таква џамија, таква шарена џамија со такви пейсажи внатре никаде нема во светот. Да, нема никој нив. Ние сме навистина богати со тоа богато културно-историско наследство и не знам само кој како го цени. Затоа тоа е веќе друга тема. Да. Не би сакал да сега да многу да должам. Колку што ако не си се цените самиот, нема ни некој друг да ве цени. Апсолутно. Така да продолжуваме нашата тура кон преку стража за Охрид, престојаме во Охрид, секако дока Охрид е Свети Наум. Охрид како градот, црквите ги посетуваме, значи горе амфитеатарот, Самуиловите тврдини. Исто така продолжуваме преку Ресен за Битола. Ете во Ресен не за Сето тоа за 2 дена? Па, тоа е укомпонирано во еден програм. Ние тргнуваме од Скопје, идеме за Белград, па од Белград за Сараево. Значи, враќањето, можеме да кажеме, од горе надоле, ако би така можел да се изразам, кога се доаѓаме во Охрид, фактички Охрид посетуваме Свети Наум, па кога се идеме на кај Скопје, значи идеме. Завршува веќе. Да, завршува, да, завршува турата, така да моментално најголем број на странски гости имаме од Турција, а секако дека има и од другите странски држави, имаме пољаци, има од другите европски држави гости во нашата држава, меѓутоа најмногу одвоени, холанѓаните, кинезите, јапонците. Извинете, видете. Да, јас имам видено Холанѓани и Кина има, меѓутоа можеби ние не ги приметуваме многу бидејќи турците се побројни, многу бројни, така да ние можеби не ги приметуваме, меѓутоа има, меѓутоа во не во тоа толкав голем број како што се од Турција и се надевам дека ќе го задржиме тој тренд и понатаму бидејќи со нивното присуство тука, со нивното спиење, ноќевање, нормално дека тоа е бенефит и за државата и за локалната самоуправа. И се надеваме дека и понатаму така ќе продолжи. Александар и Димитар, сакате ли вие низ Македонија да шетате не само за настапи, туку приватно? Што ви се допаѓа, каде сакате да отидете најмногу? Секако, мислам, веќе кога го спомнавме Охрид, јас Свети Наум не го испуштам, тоа е за мене најубавото место на свет. Да. Секогаш сум таму. Некоја чудна убава енергија има. Да, навистина е преубаво. А и самата работа нас не води, да се движиме низ Македонија. Сигурно цела Македонија сте посетиле, но друго е кога е работно, друго кога е приватно, нели? Па добро, така е. Меѓутоа кога идеме некогаш и работно, знаеме да одвоиме време, да останеме негде на спиење, ден, два, три, па и да прошетаме и да го искористиме самиот момент што сме таму. Димитар? Мојот фаворит е Охрид, дефинитивно, што го кажа мојот колега Александар, но преубаво место Свети Наум, смирувачко, све. Така. Многу имаме време сепак да издвоиме за да се одмориме од сите наши настапи, некои, да кажам, и да обрнеме малце внимание на самите себе. Нормално мора да се наполнат батериите, што и да работиме, треба да најдеме време за релаксација за да можеме да ги извршуваме работните обврски како што треба. Инаку со Верче, тоа на Александар му кажа, Верче кога вчера зборувавме за Александар дека се беше насмеан. Да. И на слики, и на гостувања, позитивна енергија. Тоа сметам дека е многу важно и за публиката кога настапувате. Каква енергија давате, таква и добивате назад. Главниот повод е новата песна која што сега ја имате. Се одлучивте за една така, можам балада да ја балада. Так, нешто помеѓу на некој начин. Како ја доживувате вие сега пред 2 недели, ако не се лажам, излезе песната? И доста интересно име. Пали запали. Пали запали, да. Сега скоро излезе песната на нашиот колега Драган Дац, Индустријал Медија. Он е комплетен автор. Негова и музиката, и текстот на аранжманот, па дури и спотот. Инаку песната ми ја понудиаме на колегите од фидбек, затоа што таа една нова соработка заедно со нив од сега скоро. И уште на првиот состанок, веќе кога се пруживме рука, кога се одлучивме заедно да работиме, Игорче ми ја пушти песната, века имаме една песничка, ако сакаш да ја чуеш, пошто ете подолго време немам ништо снимано.
Ја слушнав песната, едноставно на прво слушање некоја песна која ќе ти остави впечаток. Остане во уво како што Да. Да. На првото слушање така лесно рефренче уво и ето одлучивме таа песна да се сними. И јас работивме релативно за брзо време. Спотот го снимивме и ете сега ќе го видиме на крајот на емисијата. Што сработивме. Така. Да, докторе, со вас ги спомнавме доста некои значени работи поврзани со дебелото црево, но тука секако спаѓаат и симптомите. Па кои се симптоми кои укажуваат на проблеми со дебелото црево и кога треба да се јавиме на лекар? Рани конкретни симптоми нема. Нема, али има суспектни симптоми кои што треба пациентите да обрнат внимание и на време да се јават на лекар кој понатаму ќе продолжи со испитување. Тоа се неодредени болки во мевот. Посериозен и најсериозен симптом е појава на крв во столицата, и нервоза, промена на одење по голема нужда, наизменично запек со проливести столици. Сето тоа треба да го наведе пациентот да се јави на лекар и кога ќе се јави на лекар може да се констатира дека некои од пациентите имаат намалена крвна слика, имаат анемични се, бледо анемични се, осеќаат слабост, замор и така. Тоа се симптоми првични, на кои што не треба да се занемарат, поготово после 50-та година, кога почнува поинтензивно фреквенцијата да расте на појава на дебелоцревниот карцином. Дали таа граница некако вашите колеги во однос на другите работи била дека некако границата се намалува? Границата е условно земена, затоа што во последно време со појавата, со зачестеноста, зачестува и појавата на карциномот се кај помладите луѓе. Значи не 50, не 40-30 години има млади луѓе кои што заболгуваат и кои што колку е пациентот помлад, толку е текот на болеста побрз и позлочуден. Која е тогаш превенцијата? Колку пати на лекар треба да се јавиме на прегледи во текот на годината како превентивно? Препораките се после 50-та година, значи на 5 години да се оди редовно на колоноскопија. Тоа оној преглед кој што сите кои избегнуваат. Од кои сите се плашат без разлика, нема потреба да се плашат, затоа што тоа е нормален преглед кој треба да се направи и без анестезија. Многу луѓе слушнале анестезија, многу луѓе слушаат приказки од други луѓе кои што се необјективни и така, затоа дали е болно или чисто тука срамот е главниот фактор поради кој што не доаѓаат? Не, штом веќе дошол кај општ лекар и е упатен кај гастроентеролог, срамот го поминал веќе. Да, сега е но болно ли е таа? Проблемот е нереалниот страф од неочекувана болка или не знам што. Колоноскопијата треба да се прави редовно и најчесто, затоа што е денес важи за златен стандард, затоа што е диагностичка и тераписка процедура. Ние имаме тука овие полипи што ги прикажавме, кои што може да влијаат во понапредната возраст. Полипите се почести и повеќе, и ако ги има повеќе од 5, се смета дека секој пети полип, од 5 полипи, еден малигнизира. И затоа треба да се прави полипектомија со Затоа е толку важно да се прават тие прегледи. Тоа е многу важно, затоа што на полипите во текот на својата еволуција на самата површина доаѓа до малигнизација на клетките кои што продираат преку полипот, продираат во џидот на дебелото црево. Дали има некакво влијание и тука и храната со која што може превентивно да се делува? Храната е она што зборевме, разбираш, значи тоа е хигиено-диететски режим кој што го препорачуваат докторите, редовно празење на дебелото црево, да се избегнува стресот колку може да се избегне, зависи од професијата што луѓето ја работат, понекогаш и не може да го избегнат стресот, иначе кога би можеле не би ни имале стрес. Така да единствено превентивно делување е тоа хигиено-диететски режим,
да се избегнува седантерски начин на живот, значи он придонесува луѓето многу седнати. Да сме физички активни. Физичка активност, нормално спорт, физичка активност, регулирање на телесна тежина, хигиено-диететски режим, тоа подразбира редовно празнење на дебелото црево и јавување на редовни контроли, правење на колоноскопија. Добри препораки дадовме, ние веќе се подготвивме, Верче. Да, убаво е да. Само не знам која После песна. вака малку страшни, можеби условно кажано, теми за здравје, да слушаме малку музика. Што одбиравте да видиме? Еднаш ергенефијас, љубев мома најлична, моја нестана, не засака, од корен ме откорена. Моја нестана, не засака, од корен ме откорена. Пијан да бев, ке се отрезене, болен да бев, јас ќе оздраве, ама пусти ме рад ке по тебе, никако да помине. Ама пусти ме рад ке по тебе, никако да помине. Еви на докторот му ја победите песна. Доктора ја Си подпевна докторот, значи често знаете тоа да си го правите. А не беше ни договорено ова. Слушал и Како знаеме што сака докторот? Дури сме играле на оваа песна. Тоа е тоа чувство кое што тоа е убава шписка староградска песна. Милена, нам ни се сите омилени песни. Значи сите Мора да имате една така што ве погодува во срце што велам. Моментот Нормално. Македонско девојче, охридските староградски песни, бидејќи во тие можеме да кажеме со групите кои што доаѓаат, кои престојуваат во Охрид, ни организираме македонско вече или македонска вечера. Се забавуваат ли, знаат ли некои од песните, пеат ли, играат ли? Фолклор со наши фолклор, македонски староградски песни. Значи, навистина си поминуваме многу во Станува некој урце да заедно? Да, така, не. Посебно Посебно турците, да. Посебно турците, знаете зошто? Јас сум воодушевен бидејќи ви кажав еден поголем дел, значи по потекло се од нашава држава, значи од Македонија и дури ги знаат и песните. Еме не знам дали гледачите знаат во Измир, во Турција, има многу голема македонска заедница. Значи, кај што живеат во нивните маала, значи во нивните места средини кај што живеат, вие можете да слушнате македонска песна, исто хармоника, исто како Александар, како што пеат, и навистина бев воодушевен. Покрај тоа што живеев јас еден период во Измир, меѓутоа во последниве неколку години гледам дека таму младите се повеќе почнуваат да истражуваат да нивното потекло, од каде доаѓаат, меѓутоа и тие постарите кои што се останати, а дојдени од од нашава држава Македонија, ја гаат таа традиција и музика, значи македонска музика, значи во тие гради во Тоа е позитивната страна на она што го работите, но она што сакам исто така да го споменеме, има и некои негативни моменти, го зборувавме кога се договаравме за гостувањето, она што за жал често вие го доживувате додека работите, доаѓањето на водичи туристички од странство и како тоа ги представуваат знаменитостите кај нас, спомениците, велики дека тоа е припаѓа на некоја друга држава, а не наша. Нешто што вас ве боли лично, но не боли сите нас кога ќе слушнеме. Кога некој ќе сака да слушне нешто повеќе, дали ќе биде тоа за цар Самуил или Гоце Делчев, таа историја која што си ја кажуваат нивна, конкретно ќе ги споменеме тука некои што доаѓаат од Бугарија, ако не се лажам, или Ајде малку околу тоа, тоа е болка за целиот македонски народ. Тоа е болка за целиот македонски народ и за сите кои што ја сакаат оваа држава. Навистина кој што ја сакаат оваа држава. Јас сум Мелвир, меѓутоа ја сакам мојата држава. Така. И мене ми е криво кога некој ќе дојде и кој ќе каже дека царот Самуил е бугарски крал.
и дека Гоце Делчев е бугарин. Дека Александар Македонски е грк, односно Хелен. Тоа нас не боли и заради тоа Македонската асоциација, значи од самото формирање 2019 година, ние значи преку безброј писмени барања и заложби до тогашното Министерство за економија, на чие чело беше еден министер кој што е сега во куќен притвор, и раководители во сектора за туризам, безброј писмени барања, безброј состаноци со председателот Димитар Кавраков, знаете, гостуваше кај вас во телевизија, безброј расправи, ако можеме така јавно да слушнат нашите гледачи. Значи, воопшто никако не обрна внимание, не ќе никако да се средат работиме, односно да се формира некоја туристичка полиција или инспекторат за туризам, кој што ќе биде надлежен да ги контролира овие странските туристички водичи. И се замислете, ние во период од 5 години, од 5 жили Македонската асоциација се бори со сите институции. Затоа што пред се ние си ја сакаме нашата држава, си ја сакаме нашата професија и нормално дека ние сакаме да си го зачуваме нашето културно-историско наследство, меѓутоа и нормално и нашиот идентитет. Ние не можеме да дозволиме некој да од страна да не дојде и да ни ја раскажува за историјата на нашата држава. И заради тоа од тие причини направивме безброј состаноци, конечно успеавме после 4,5 години, ако можам така да се изразам, успеавме да ги утврдиме на СДВ дека надлежен за оваа контрола е Државен пазарен инспекторат. Дојдоа избори, знаете, така да дојде нова постава, разговаравме, се уште не е решен проблем, меѓутоа ние сме во преговори, односно разговараме со Министерството за култура и туризам, имаме позитивни одговори и очекуваме во најможниот кратен рок, може би до крајот на сезоната, да се реши овој проблем, со што ќе ставиме крај на едно дивење на странски туристички водичи на овие простори. Замислете на сред плоштад Македонија, грчка група, бугарска група, значи ја не ќе да бидам погрешен сватен, ние македонци не сме луѓе со предрасуди и стереотипи, значи ние сме еден многу питом и гостопримлив народ, кој што сака да ги угости странците, кој што сака да ги, па дури да ги вдоми, па дури да им го покаже тоа гостопримство, да ги прошета. Но не и на своја штета. Апсолутно, не на своја штета. Ние не можеме да дозволиме некој да дивее на сред плоштад Македонија. Покрај тоа, ние укажавме на министерот за култура и туризам, го знаете господин Љутков, значи веќе новиот министер за култура и туризам повеќе пати во нашите бани кажавме дека треба се воведе ред и на странските блогери кои доаѓаат на територија на нашата држава. Тоа е една навистина широка тема за која што ќе имаме време да дали се тие лиценцирани водичи. Но тука ќе направиме една мала кратка пауза. Останете со нас, гледаме малку реклами, ние ќе се освежиме со производите на Стокомак и се враќаме со разговор во студио.